Да, фокусот на нашето трето јавување во живо ќе биде високото образование, односно промените кои што ќе се случуваат за олеснување на учењето и процесот на стекнување вештини кај студентите на ФЕИТ. За сето тоа разговараме со доцент доктор Кирил Демерџиев. Пред се благодарам за издвоеното време и што тука не пречекавте со цел да споделиме што е она што ново ќе се случува и проектот на кој што работите во однос на персонализираното учење. Ви благодарам за поканата. Да. Првото прашање ќе ни биде во однос на тоа како ќе се имплементира во пракса самиот процес на персонализирано учење и на кој начин ќе помогне всушност во самата настава кај студентите. Па, ова е проект кој се имплементира на постдипломски студии, значи на магистерски студии. Како ќе се имплементира во пракса? Вештачката интелигенција, односно платформата која е базирана на вештачка интелигенција, ќе одреди патокас по кој студентите ќе учат, односно ќе одреди кои материјали, кои програми, кои подобласти, да кажам, од конкретниот курс се од интерес за конкретниот студент, односно за кој е потребно поголемо предзнаење од страна на студентот или каде има потреба повеќе материјал за учење, односно каде студентот каска со своето познавање во областа, условно кажам. Да, секако работите по голем тим на сето ова со цел да биде имплементирано на најдобар можен начин, да биде вистинско олеснување за самите студенти, меѓутоа со кои најголеми технички предизвици се соочивте, додека сето ова се обидувате да го споите во еден проект? Па така, сега технички предизвици, кога станува збор за нова област како вештачката интелигенција, има повеќе. Секако примарен предизвик кој допрва би требало да биде решаван е како ќе се имплементира конкретната платформа базирана на вештачка интелигенција и машинско учење. А од тоа до сега што сме го виделе, мислам дека најголем технички предизвик е да се направат релевантни материјали во новата област, кои би биле компатибилни, да кажам, со платформата за вештачка интелигенција. Тука зборувам за видеоматеријали, кратки клипови, мултимедијални туторијали, симулации кои би биле базирани на слободен софтвер, понатаму некои нови концепти во учењето, како што е учење базирано на игра и така натаму. Да. Имате ли веќе конкретни примери или пак резултати кои што веќе ги постигнуваат студентите? Дали тоа им помага на оние студенти кои што имаат потешкоти во традиционалното учење? Па на почетокот на имплементацијата на овој проект имаше анкета во која беа опфатени и студенти, меѓутоа и професори, универзитетски професори, како и представници од индустријата, каде што беа нагласени потребите од ваков еден модел, да кажам, на учење. Резултати се уште немаме, тие ќе ги гледаме допрва кога проектот ќе заврши, години секако после имплементација на сработеното во реалната пракса, во реалното учење. Како студентите кои што знаат веќе за ова реагираат, односно како го прифаќаат со оглед на тоа дека се една нова, млада генерација, па веќе вештачката интелигенција се испреплетува и во нивното секојдневие, дали имаат позитивен став кон истото? Па, да, ставот е генерално позитивен, меѓутоа мораме да нагласиме дека вештачката интелигенција не може да го замени комплетно традиционалното учење, односно, така ќе се изразам, е безбедна за користење само доколку постои одредено предзнаење во областа, додека во спротивно може да ги однесе на сосема погрешен пат, за жал, доколку не знаат што би пребарували или што се нивните интереси во конкретната област. Секако тука сте да усмерите. Ете, во однос на целиот овој проект, каква е вашата теза во однос на иднината, односно колку ова зголемено ќе се употребува понатака низ годините и дали во високото образование воопшто, без разлика за кој факултет станува збор, ќе биде потребно да се имплементира всушност секаде со цел да се улесни самиот процес на едукација, меѓутоа и да бидеме чекор напред заедно со регионот. Па да, секако дека ќе мора да се фаќаат светските трендови, да кажам, и да се имплементираат овде, би требало
да овој модел, да кажеме, на персонализирано учење со вештачка интелигенција и машинско учење, да е применлив и во други области во високото образование, сега од перспектива нели на проблематиката која се обработува и слоевитоста на материјата, тоа најстручно би си кажале колегите од другите области, меѓутоа она што го гледаме до сега укажува на тоа дека е возможно да се примени овој модел и пошироко, односно не само во нашава конкретна област. Ви благодарам многу за денешниот разговор. Се надевам дека ќе се видиме повторно со цел да ги споделиме резултатите од кога ќе се имплементира овој проект. Ви благодарам и вас на поканата уште еднаш. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со доцент доктор Кирил Демерџиев од факултетот од ФЕЙТ во однос на проектот кој што го подготвуваат за персонализирано учење и олеснување во процесот на едукација кај студентите во однос на традиционалното учење.